Егејскиот дел на Македонија во средината на 20-тиот век поминал низ временски период од речиси една деценија на воени дејствија. Македонците од Егејска Македонија се наоѓале пред опасност да бидат истерани или уништени. Борбата што македонскиот народ во Егејска Македонија ја водел била борба за опстој, но во исто време и борба за слобода. По окупацијата на Грција во 1941, територијата на Егејска Македонија била поделена на 3 окупациони зони. Источниот дел на Егејска Македонија потпаднал под бугарска власт, централниот дел со градот Солун потпаднал под германска власт, додека западниот дел бил окупиран од страна на Италија. Уште во 1941 година македонското национално ослободително движење во Егејска Македонија се консолидирало и започнало борба против новата окупација. Летото 1941 година биле формирани неколку партизански групи во Нигрицко, Кукушко и во Драмско. Како воено-политички сојузник, македонците се определиле за Комунистичката партија на Грција и подоцна ЕЛАС, кои декларирале дека ќе се борат за ослободувањето на Грција од тројната окупација и дека потоа ќе им дозволат нивно самоопределување. Како резултат на заедничката соработка, во септември 1941 година во источниот дел на Егејска Македонија било организирано Драмското востание во содејство на македонски востаници и грци по националност кои биле припадници или членови на Комунистичката партија на Грција. Со својата организаторска активност кај македонскиот народ во Егејска Македонија во временскиот период од 1941 до 1943 година се истакнале македонските дејци Трифун Хаджијанов во Воденско и Лазо Трповски во Костурско и Леринско. Во средината на април 1942 година била формирана и прва партизанска група во Костурско со командант Наум Пејов и комесар Коста Трповски. Во април 1942 година била формирана Македонската антифашистичка организација во Воденско, на чие чело застанал Вангел Ајановски Оче. По иницијатива на Лазо Трповски бил формиран македонски партизански одред во Костурско, а во февруари 1943 година бил формиран и Леринскиот партизански одред ВИЧ. Во септември 1943 бил формиран партизанскиот одред Лазо Трповски, кој го добил името по легендарниот македонски воено-политички раководител од Егејска Македонија по неговата трагична погибија. Овој, но и другите македонски партизански одреди во пролетта 1944 година бил расформиран како резултат на лицемерната политика на Комунистичката партија на Грција по однос на македонското прашање. Од огромно значење за дефинирање на македонската борба во Егејска Македонија било создавањето на Славјано-македонскиот народно-ослободителен фронт во Костурско и Леринско, како политички сегмент, и Славјано-македонската народно-ослободителна војска, како воен дел. СНОВ бил формиран по преговорите помеѓу македонските воено-политички раководства од Егејска Македонија и Македонското биро на Комунистичката партија на Грција. Основачката конференција на СНОВ за Костурско се одржала на 20 октомври 1943 во селото Дмбени и на 26 и 27 декември 1943 во селото Белкамен за Леринско. Политичката програма на СНОВ истакнувала повеќе барања на македонското национално ослободително движење. Прво, заедничка борба на македонскиот и грчкиот народ во Егејска Македонија до целосното ослободување на земјата од фашистичките окупатори. Второ, мобилизирање на македонскиот народ во единиците на Грчката национално ослободителна војска, ЕЛАС. Трето, политичка и вооружена борба против приврзаниците на Ванчо Михајлов. И четврто, македонскиот народ во Егејска Македонија да ги оствари своите национални права врз база на принципите прокламирани во Атлантската повелба од 1941 година и другите документи на сојузниците од антихитлеровската коалиција за самоопределување на народите. За да дојде до остварување на ваквите барања на македонците во Егејска Македонија, се наметнувала потребата од создавање на единствена организација на целата нејзина територија.
За таа цел бил одржан состанок на двете окружни организации на СНОВ во селото Црновишта, Костурско, на 28 февруари 1944 година. Меѓутоа, веднаш дошле до израз несогласувањата по однос на целите на СНОВ од страна на окружните организации. Костурските раководители на СНОВ го застапувале гледиштето дека Грција, по примерот на Југославија, треба да се организира на федеративен принцип и да биде составена од две републики – Народна република Грција и Народна република Егејска Македонија. Меѓутоа, поради негативниот став на леринските раководители на СНОВ, Петре Пилаев и Ставрос Кочопулос, кои сметале дека националните права на македонците во Егејска Македонија треба да се остварат во рамките на грчката држава, состанокот не успеал, со што му бил зададен сериозен удар на целите на македонското национално ослободително движење во Егејска Македонија. Во април 1944 година, Централниот комитет на Комунистичката партија на Грција, кој веќе подолго време преговарал со грчките десничарски партии за формирање на коалициона влада, донел одлука за забрана на активноста на СНОВ и разоружување на македонските партизански единици, што на грчките комунисти им било наметнато како еден од условите за учество во владата на национално единство. Македонските воено-политички раководители остро се спротивставиле на ваквата непринципијална политика на Комунистичката партија на Грција и одбиле да ја извршат одлуката. Конфликтот се заканувал да прерасне во вооружен судир со несогледливи последици на довчерашните сојузници. Наместо да ги преиспитаат своите погрешни ставови по македонското прашање, грчките комунисти, особено раководството на партијата, ги прогласило македонските раководители од Егејска Македонија за кодоши и предавници. Поради ваквата шовинистичка и лицемерна политика на раководството на Комунистичката партија на Грција, а и пред опасноста од меѓусебни крвопроливања, македонските воено-политички раководители решиле партизанските единици да се префрлат на територијата на Вардарска Македонија. Во ноември 1944 година од двата батальона во Битола била формирана првата Егејска бригада со командант Илија Димовски Гоце и политички комесар Михаил Керамитчиев. Бригадата учествувала во завршните борби за ослободување на Народна република Македонија, особено во незиниот западен дел против балистичките вооружени формации. Во октомври 1944 година македонските воено-политички раководители од Егејска Македонија ја формирале политичката комисија на македонците од Грција. Ова политичко тело на македонците од Егејска Македонија решително го отфрла барањето на Комунистичката партија на Грција, ИЕЛАС, за разоружување на македонските воени единици, упатувајќи проглас кон македонците во кој, меѓу другото, истакнува: ќе го предадеме нашето оружје само тогаш кога ќе заврши нашата трагедија, кога ќе биде уништен фашизмот. Нека знае целиот свет. Се додека не се ослободиме, нема да го предадеме оружјето. Затоа, браќа, треба да дојдете, бидејќи овие денови се решавачки за нашата историја, за нашиот народ. Дигнете се, оти дојде часот за слобода. Дојдете сите и фатени за рака, ќе им докажеме на нашите непријатели дека не можат да не делат без наша волја. Изгрева сонцето на слободата и над нашата измачена Македонија. На 20 јануари 1945 година била формирана тајната ослободителна македонска организација во Воденско, а на нејзино чело застанал Вангел Ајановски Оче. Организацијата била создадена во време кога се случила англиската воена интервенција во Грција.
Во своето 3-месечно постоење, ТОМО се залагала за национална рамноправност на македонците во Грција и заедничка борба со антифашистичките сили против странската интервенција. Оваа македонска организација во Егејска Македонија била поставена на строго конспиративна основа и била прогонувана дури и од Комунистичката партија на Грција и од ЕЛАС. По повлекувањето на германските воени сили во октомври 1944 година и во услови кога се надзирал крајот на Втората светска војна, борбените действија во Егејска Македонија под грчка власт не престанале. Во услови на масовен терор, убиства и грабежи од грчките владини трупи и англиските интервенционисти, а по капитулацијата на ЕЛАС, на македонскиот народ во Егејска Македонија му била потребна една организација која ќе започне решителна борба за ослободување. На 23 април 1945 година бил одржан основачки состанок на Народно-ослободителниот фронт. На него присуствувале делегати од цела Егејска Македонија, при што било избрано раководство на организацијата во состав Паскал Митровски секретар, Михаил Керамитчиев, Джоджо Урдов, Атанас Коровешов, Павле Раковски и Минчо Фотев како членови на потесното раководство. Исто така биле формирани и Народно-ослободителен младински сојуз и антифашистички фронт на жените. Во програмата на Народно-ослободителниот фронт, усвоена на првиот конгрес, биле определени основните цели на оваа македонска организација. Според првото начело, НОФ се борел за независност и демократија во Грција, во заедничко содејство на македонскиот и на грчкиот народ. Втората цел на НОФ била извојување на национална рамноправност на македонците со грците во рамките на една демократска грчка држава. Уште со самото основање на Народно-ослободителниот фронт, организацијата станала мета на напад од страна на грчката власт. Македонските активисти на Народно-ослободителниот фронт биле прогонувани и судени со старите грчки обвинувања дека се велепредавници, автономисти, комитаджии. Раководството на Народно-ослободителниот фронт ја прифатило новонастанатата политичка реалност која била вовед во граѓанска војна и започнало организирање на вооружени групи за отпор. По повод започнувањето на воениот отпор на македонците во Егејска Македонија, воено-политичките раководители на Народно-ослободителниот фронт истакнале проглас во кој, меѓу другото, се вели: теророт, страшните мачења, масовните екзекуции и интернации, логорите на ужасот, безсрамните силувања на македонските мајки, жени и сестри, воопшто систематското уништување на македонскиот народ, како нација, од органите на грчкиот окупатор, ни даваат природно право и императивно ни налагаат да се браниме со оружје. Формирањето на Народно-ослободителниот фронт било непријателски дочекано и од Комунистичката партија на Грција, која слично на владиниот режим ја обвинило НОФ дека е автономистичка организација и дека незините активисти се реакционери, припадници на странски разузнавачки служби и други дисквалификации. Сепак, поради драматичниот развој на настаните во Грција и поразот на ЕЛАС, како и воспоставувањето на монархијата и фалсификуваните избори и победата на грчката десница, Комунистичката партија на Грција полека го менувала односот кон Народно-ослободителниот фронт и се обидувала да најде начин за соработка со довчерашните верни сојузници од Втората светска војна, македонците. Првите контакти помеѓу Народно-ослободителниот фронт и Комунистичката партија на Грција за обединување биле направени во април 1946 година. Компромисот и спогодбата помеѓу Комунистичката партија на Грција и Народно-ослободителниот фронт се случил на 21 ноември 1946 година во селото Турје, Леринско. Со договорот за соработка, во суштина Народно-ослободителниот фронт ја изгубила својата независност поради мешањето, но и стравот на грчките комунисти дека македонската организација по завршувањето на граѓанската војна може да побара интегрално решавање на македонското прашање. Оваа спогодба била штетна за целите на македонската борба во Егејска Македонија и таа не ги одразувала нивните желби и стремежи. Во 1947 година граѓанската војна во Грција се развила со силен интензитет.
левичарската ДАГ се наоѓала во офанзива и нејзините воени единици успеале да создадат голема слободна територија која се простирала во Егејска Македонија. На слободната територија населението било претежно од македонска националност. Комунистичката партија на Грција во законските акти кои ги издала го признала националниот идентитет на македонците и нивните национални права во рамките на грчката држава. Во актот број 5 од главниот штаб на ДАГ, издаден на 10 август 1947, се вели: националните малцинства имаат еднакви граѓански и политички права да ја зачуваат и да ја развиваат својата национална култура, верата, националната просвета. На слободните територии во Егејска Македонија привремената власт на ДАГ и Комунистичката партија на Грција организираат училишта во кои наставата се одвивала на македонски јазик. Напоредно со тоа биле отворени и грчки училишта, и тоа во населени места каде доминантни по бројност биле македонците, што представувало доказ за лицемерната политика на грчките комунисти кон македонското прашање во Егејска Македонија. Учителите оспособени на краткотрајните курсеви во периодот од октомври 1947 до април 1948 година успеале да описмерат околу 10.000 македонци. Македонските училишта во Егејска Македонија работеле до март 1948 година, кога привремената демократска влада на Грција донела одлука за евакуација на децата во Југославија и во источноевропските комунистички држави. Во 1948 година граѓанската војна во Грција се наоѓала на пресвртница. Вмешувањето на САД со воени сили на страна на десничарската влада ја ставило ДАГ во подредена позиција и во целосна дефанзива. Во едни такви услови се одржал и првиот конгрес на Народно-ослободителниот фронт, на кој генералниот секретар на Комунистичката партија на Грција, Никос Захаријадис, успел да наметне луѓе кои започнале да ја спроведуваат политиката на грчките комунисти по однос на прашањето на Егејска Македонија. Како резултат на ваквата политика била создадена и фракција во Народно-ослободителниот фронт која направила уште поголем раскол во македонската организација. И раководителите на Народно-ослободителниот фронт започнале да се разидуваат во поглед на конечната борба на македонците во Егејска Македонија. Резолуцијата на Информбирото против Југославија во јуни 1948 година и послужила на Комунистичката партија на Грција како добар изговор за пресметка со автохтоното раководство на Народно-ослободителниот фронт. Раководството на грчките комунисти донело одлука за исклучување на Паскал Митровски и Михаил Керамичиев од раководството на Народно-ослободителниот фронт, со што оваа македонска организација целосно потпаднала под контрола на активисти кои ја следеле политиката на Комунистичката партија на Грција по македонското прашање. Во обид да се привлечат што повеќе македонци од Егејска Македонија, во момент кога се ближи крајот на војната и поразот на левичарската грчка армија, на вториот плениум на Народно-ослободителниот фронт, на 3 февруари 1949 година, во усвоената резолуција под влијание на грчките комунисти, меѓу другото се барало и интегрално решение за македонското прашање. Вториот конгрес ќе биде конгрес за прокламирање на новите програми и принципи на Народно-ослободителниот фронт, што представуваше вековен стремеж на нашиот народ. Ќе го прокламира обединувањето на Македонија во една единствена, независна, рамноправна македонска држава во рамките на Народно-републиканската федерација на балканските народи, што ќе представува реализација на неговиот сон низ многогодишните крвави борби. Во 1948 година започнале последните прегрупирања на спротивставените страни во граѓанската војна пред предстојните решавачки битки кои се случиле на планините Вичо и Грамос. За да се заштитат од ужасите на војната, привремената демократска влада на Грција донела одлука да бидат евакуирани децата од подрачјата кои се планирало да бидат зафатени од најголемите битки.
Постапката за евакуација на децата од левичарската влада, меѓу кои имало и македонци и грци, започнала во март, а завршила во јуни 1948 година. Најголемиот дел од нив биле испратени во Југославија и земјите од поранешниот источен комунистички блок. Во 1949 година, за време на завршните битки од војната, ДАГ, поради недостатокот на борци, започнала да регрутира борци од редот на овие малолетни деца бегалци, кои биле на 12 и 13 годишна возраст, а биле избирани не според годините, туку според висината. На овој нечовечки и нехуман гест реагирале голем број македонски мајки од Егејска Македонија, особено од Костурско, кои и писмено се обратиле до раководството на Комунистичката партија на Грција и ДАГ да не ги испраќа нивните деца на фронтот и да ги врати кај родителите. Под притисок на меѓународната заедница и на родителите на овие деца, раководството на ДАГ се откажало од овој бесмислен потег. Во март 1949 година бил одржан вториот конгрес на Народно-ослободителниот фронт, кој со своите решенија и одлуки во услови на инфериорна позиција на ДАГ немал некое големо значење за развојот на Народно-ослободителната војна на македонскиот народ во Егејска Македонија. Од Конгресот бил упатен проглас до македонскиот народ да ја продолжи борбата против грчкиот монархофашизам до конечната победа. За да се создаде впечаток дека Комунистичката партија на Грција ја поддржува борбата на македонскиот народ за слобода, во април 1949 година Паскал Митровски бил назначен за министер во привремената демократска влада на Грција, што повеќе имало символично значење отколку некаква суштинска промена во ставовите кон македонците од Егејска Македонија. По поразот на единиците на ДАГ, воено-политичките раководители на Народно-ослободителниот фронт се повлекле на територијата на Албанија. За да се оправда поразот на ДАГ, под влијание на генералниот секретар на Комунистичката партија на Грција, Никос Захаријадис, на 3 октомври 1949 година, албанските власти ги уапсиле Паскал Митровски, Павле Раковски, Минчо Фотев, Евдокија Балева Вера, Уранија Пировска, Ташо Хаджијанов, Ламбро Чолаков, Христо Коленцов Кокинос, Лазо Поплазаров и Темистокли Зиовски, сите активисти во раководството на Народно-ослободителниот фронт. Уапсените раководители на Народно-ослободителниот фронт од страна на главниот штаб на ДАГ и Централниот комитет на Комунистичката партија на Грција биле обвинети дека се Титови агенти, империалистички шпиони и дека работат за Југословенската разузнавачка служба, со што директно се обвинувале Југославија, грчката десничарска влада, САД и Велика Британија дека создале некаков вид на заговор против ДАГ. Албанската служба за државна безбедност Сигурими, уапсените раководители на Народно-ослободителниот фронт, со брод ги испратила во СССР, каде им се судело за наводно предавство против грчката левичарска влада и армија. Со тоа фактички престанала активноста на Народно-ослободителниот фронт и другите македонски организации, иако формално оваа македонска организација постоела до 1952 година. Завршувањето на граѓанската војна во Грција имало трајни последици по македонскиот народ во Егејска Македонија. Со тоа завршило едно поглавје од историјата на македонците од Егејска Македонија. Поглавје со 3 војни, многу човечки жртви и материјални разрушувања на штета на македонскиот етнички елемент. Трагичниот биланс од граѓанската војна бил околу 20 до 30 илјади раселени македонци надвор од Егејска Македонија
и околу 21.000 загинати и десетици населени места кои за секогаш исчезнале од картата на овој дел од македонската земја. Во период од една деценија на војни, македонскиот народ во Егејска Македонија скапо ја платил својата желба за слобода. Желба која не се остварила за тоа парче од етногеографската територија на Македонија.